Во текот на денешниот ден имаме 9 пожари на отворен простор, од кои што 5 се уште се активни, а 4 се целосно изгаснати. Од пожарите кои што се активни, најголем проблем и понатаму ни создава пожарот на селото Николич на територијата на општина Дојран, кој што веќе се движи кон територијата на општина Валандово. Рано утрово беа исфрлени повеќе екипи на национални шуми, но се користи и тешка механизација, односно булдожери, со кои што се пробиват планинските патишта за да се направи огноотпорна пресека преку која што пожарот нема да може да се шири. Исто така на терен се и 4 пинсгаури на дирекцијата за заштита и спасување, како и професионални пожарникари од Валандово, Гевгелија и Струмица, Аним и Помага и доброволното противпожарно друштво од Дојран. Вториот пожар кој што се разви во текот на денешниот ден на поголема територија е пожарот кој што граничи помеѓу Велес и општина Зелениково, конкретно селата Крушје и селата Джидимирци. И овој пожар се одвива на тешко пристапен терен, исклучително тежок пожар за гаснење, горат грмушки трева, деградирана шума и кон овој пожар се упатени екипи на Скопската бригада за противпожарна заштита, национални шуми, но и екипи на Велешката противпожарна единица. Третиот пожар исто така се одвива неколку дена на територијата на општина Македонски Брод. Тоа е пожарот кој што гореше во аторот на село Крапа, а сега се простира и во аторот на селата Локвица и Слатино. Се прават максимални напори овие три пожари да бидат ставени под целосна контрола, истите потоа да бидат изгаснати. Информативно, во текот на јули, почнувајќи од 1 до 14 јули, регистрирани се најмалку 411 пожари на отворен простор. Затоа апелирам до граѓаните да бидат внимателни кога се движат во природа, но и уште повнимателни оние граѓани кои што живеат или престојуват блиску до населените места, бидејќи од нашите информации најголем дел од пожарите избувнаа буквално на ивиците на населените места на нашите убави македонски села или приградските населби. Исто така апелирам до граѓаните, доколку забележат сомнително однесување, веднаш да пријават на бројот 112 или до најблиската полициска станица. И за крај апелирам до сите граѓани кои што живеат во населени места или села во кои што имат и своји викендици, да го исчистат својот двор, да ја искосат тревата и по можност да направат барем неколку метри мек појас на кој што нема никаква вегетација, за во случај оган да тргне кон нив, да не може да го префрли овој мек појас.